Во салата на Младинскиот културен центар Козијак утре вечер со почеток во 19:30 часот ќе се одржи промоција на видеозапис од вториот меѓународен фолклорен фестивал кој го организираше културно-уметничкото друштво Панче Пешев. Промоцијата е по повод 11 ноември, денот на ослободување на Куманово, а под покровителство на градоначалникот, Советот на општина Куманово и Министерството за култура. И во време на пандемија друштвото организираше фестивал на кој настапија 9 ансамбли, од кои по еден од Србија, Бугарија, Хрватска и Црна Гора и 5 ансамбли од земјава. Ние успеавме да го организираме и еден од најмасовни, највеќе учесници е фестивалот во Куманово, вториот фестивал, кој навистина на градот и во ова време му требаше народот да го развесели, да му даде малку надеж дека треба да живееме и пак ќе живееме. Ковид ќе помине, значи ние мора да работиме. Културата е нешто што дава мотив за живот, мотив за се она што го имаме и го чувствуваме во себе, за нашиот македонски фолклор, за нашата културна традиција, се она што беше на самиот фестивал, што се случуваше на самото доаѓање, представување на фестивалот, отварање на фестивалот, приемот кај градоначалникот на учесниците, потоа дефилето низ градот. Исто така и за заливање на дрвото што го засадивме на првиот фестивал, тоа се го организиравме и тоа е една кратка ретроспектива на самото видување на овој фестивал, која планираме, значи, утре вечер да поканеме наши граѓани кои гледале, еднаш биле или повеќе пати не биле, да видат отприлике што фактички се случуваше. Од КУД Панче Пешев информираа дека веќе е подготвена и програмата за третиот фестивал. Најавени се учесници од Мексико, Колумбија, Грузија, Бугарија, Србија и земјава. Мотивот ќе биде многу поголем. На крај најдовме тачно место каде да го организираме, тоа е убава работа што направивме сцена пред самиот влез на Центарот за култура, а заедно сигурно со Фондација за култура и Центарот за култура и други помоши кои ни ги дават, а се надевам на поголема финансиска помош од Министерство, бидејќи ова година изостана од Министерство за култура, освен што ни даде, што ни пружи помош на самиот градоначалник и нашата локална самоуправа, меѓутоа посебно се заблагодарувам на самите помагатели, спонзори што ни бија. Промоцијата во МКЦ ќе се одржи согласно протоколите за заштита од COVID-19.